новиот модул во системот Мој термин, преку кој ќе се регистрира волјата на граѓаните, веќе е развиен. Како ќе функционира? При посета на својот избран матичен лекар, секој полнолетен граѓанин ќе може јасно да се изјасни дали се согласува или не. Изјавата ќе се подпишува лично од страна на граѓанинот, ќе се заверува од избраниот лекар и ќе биде архивирана во PDF файл, а потоа како скениран документ ќе се внесува во националната листа во рамките на националниот систем за електронска евиденција во здравството во нашата држава. Значи дека секој увид во системот ќе остави трага и ќе биде дозволен само тогаш и точно со утврдени овластени лица и утврдени процедури. Избран лекар. А важечката одлука ќе биде секогаш последната евиденција на изјавата во системот. Паралелно со развојот на овој модул се работи и на уредбите и на правилникот со кој попрецизно ќе се уредат националната листа, пристапот до податоците, формата на изјавата и начинот на нејзиното давање и промена. Како министерство е да биде обезбеден и подготвен како технички, институционално, така и комуникацијски целиот процес. Индивидуалната согласност е супериорна. Меѓутоа, нагласуваме, што каже и министерот, значи тоа е доброволно. И не смее да биде никако поинаку, органодавањето е во сите земји доброволно, не смее да биде поинаку, што се донесува, министерот многу го објасни тоа, значи дека ќе има со уредбата точно и јасно дефинирано кој ќе биде, кој има можност и кога да пристапи до тој регистар. Значи тој регистар ќе биде строго доверлив и ќе имаат пристап исклучиво луѓе кои што работат трансплантација, исклучиво тие што имаат пасворд за тоа и исклучиво кога ќе се докаже поточна смрт. А делот дека некој ќе злоупотреби, некого ќе губи на улица, па сега искрено да ви кажем, спаѓа во урбани легенди. И јас слушнав нешто од расправите во парламент и навистина ми се тоа, еве ќе си дозволам да кажам, нонсенс. Граѓанинот дава согласност или не дава, во возачката дозвола физички таму имате црвено срце кое што се знае. Што ќе го легитимира да биде. Точно, и секој полицаец и кога прави легитимација он може да знае. Значи кај нас не е тоа така, само националниот координатор со матичен број или со ID на граѓанинот ќе може да пристапи и тоа строго само тогаш кога веќе имаме клиничка смрт. Толку. Јавата да постои подолго.